Денеска во Кочани ја посетив компанијата Руен, која владата финансиски ја има поддржано со договор за финансиска поддршка на инвестиции. На Руен, која се осмели да влезе во нов инвестициски циклус од скоро 110 милиони денари за производство на делови и дополнителен прибор за моторни возила, преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции во периодот 2017 до 2021 година, владата исплати над 43 милиони денари финансиска поддршка. Оваа поддршка е важна за развојот на нашите компании, а со тоа и целокупната економија, бидејќи на компаниите им помагат да се потикнат во иновации, одржлив раст, намалување на трошоците и целокупното зголемување на нивната конкурентност, која што секако им овозможува да се прилагодат на промените на пазарот и да ја испорачуваат додадена вредност кај своите клиенти. Руен пред неколку дена го прослави својот 71. роден ден и денес со нејзините над 180 вработени важи за водечки европски производител на спојки, која проширува својата продажна мрежа на 5 континенти и во повеќе од 50 земји. Кога една инвестиција со себе носи иновативност, дигитализирани процеси и истражувања, тогаш создава можности и локалната работна сила да се стекне со нови вештини и знаења, правејќи ја долгорочна конкурентна во пошироки регионални и глобални рамки. Сакам да потенцирам дека со финансиската помош за компаниите, владата стимулира рамномерен развој, при што само во источниот плански регион во 2022 година поддржавме над 57 компании на кои им беше исплатена финансиска поддршка од над 205 милиони денари. Владата ќе продолжи да ги поддржува домашните компании за технолошки развој, дигитализација, внесување на иновации и секако зголемување на конкурентноста нивна на домашен, регионален и меѓународен пазар. Бидејќи вака ги развиваме токму нив за да го зголемат бројот на вработени, но и тоа го направат за да им осигурат и гарантират на работните места да останат отворени. Благодарам.